Петок, 20 февруари. Добро утро, почитувани следбеници на Делчо 365 на YouTube, а со тоа и на Facebook, имајќи предвид дека овие видеа ги споделуваме на нашиот профил, кој вчера наполни 93.000 следбеници, односно добивме известување дека 93.000 следбеници веќе го следат нашата страница на Facebook. Денеска дождливо време, како што и беше најавено, и заладување од страна на метеоролозите. Одлично време, барем вака изгледа, иако е дожд. Поволна хидролошка состојба. Што би кажале ова утро? Би кажале дека би го кажале оно што го заборавивме деновиве, а тоа е дека наскоро, односно наредната недела, наредниот петок ми се чини, закажана отворена седница на Советот, на која граѓаните може да поставуваат прашања до директори на институции, до председателот на Советот и до градоначалникот на Делчево, преку SMS порака, на мејл или по пат на социјалните мрежи. Бројот телефонски го има објавено на нашата веб страница, може да прочитате, има информацијата, или на општинската веб страница. Така што ова ќе биде одлична можност граѓаните да постават некои директни прашања за теми кои се важни за самиот град. Еве, актуелно во последно време шпекулација за отворање на наводен погон за согорување медицински отпад. Шпекулација велам затоа што имаше препокување на социјалните мрежи во текот на вчерашниот ден. Советникот на Левица излезе со низа тврдење на таа тема од ВМРО ДПМН, од Општинскиот комитет од нивната страница одговорија соодветно дека сето тоа се дезинформации, шпекулации, некој ќе треба да сноси последици за таквото според нив лажно обвинување. Потоа паралелно советникот на Левица поднесе барање до Советот на општина Делчево да се стави на дневен ред точка во која стриктно ќе се нагласи дека е забране, дека во иднина треба да се забрани издавање на или изградба или сето тоа што е поврзано со евентуален капацитет постоечки или кој би се изградил, а на кој нема да му се дозволи да согорува таков вид на отпад. Сега дали добро го формулирав ова додека го зборувам, бидејќи не го читам, онака по сеќавање од тоа што беше објавено, а немам пред мене друг телефон па да гледам и да се читам, но поентата е таа. Седницата дека е добра за да се расчистат таквите дилеми. Ние како медиум за сега немаме на хартија некаква информација за такво нешто, но секако дека, не дај Боже, ако има такво нешто, ќе бидеме тука да ја алармираме јавноста. Петок денеска, да сумираме што друго би се случувало. Ние сме поканети во 14 часот на пресконференција во Македонска каменица, каде организаторите на завршниот куп кошаркарски турнир во женска конкуренција, екипата на Баскеткам, ќе го представи сето она што ќе се случува во Македонска каменица за време на завршниот турнир на крајот на овој месец, последниот викенд од овој месец ми се чини, наредниот петок фактички, и сабота и недела секако. Утре е пазарен ден и покрај врнежливото време секогаш Делчево во сабота знае да биде
центар на регионот, особено на гости, домакин на гости од соседна Бугарија кои редовно пазаруваат овде и доаѓаат за викендите, освен на пазар и за да се провеселат во текот на вечерите, во забавите во некој од овдешните кафеани. Така да градскиот пазар е спремен како и секогаш за повторно утре да ги обслужи граѓаните од Делчево и регионот. Да се сетиме само што би кажале друго додека го снимаме ова, а подоцна веќе имате можност да го гледате. Редовно минуваме по оваа улица, чисто да го видиме напредокот на незината изградба, бидејќи нели како што е пазар, така по оваа улица и ќе поминуваат утре посетители, па ќе биде и доста гужва, имајќи предвид дека се уште се работи и треба со внимание да се вози за да се дојде до овде, додека целосно да се изгради оваа улица. Денеска најавена една активност во јавната локална библиотека, се извинувам, Илинден, се работи за настан поврзан со денот на македонскиот јазик, ми се чини. Би требало и таму да присуствуваме пред да заминеме за Каменица. А во меѓувреме, не знам дали го погледнавте подкастот кој го снимивме со Кристина Ампева од иницијативата Гласен текстилец. Ако не сте го, истиот е објавен на нашиот YouTube канал. Може тоа да го сторите, интересна тема за разговор, интересни гледишта на истакнатата Кристина Ампева. Истакнатата во низината област, еве сега, како што најави, не се опфатени само од текстилниот сектор, туку и од други гранки се залага за правата на работниците и оно што ги следува. Утрово ми се чини дека има уште нешто за кажување, но ако не успеам сега, па здравје, ќе се подсетиме утре. Сега одиме да малку да го запалиме огнот дома и да смислиме нешто за доручек и потоа секој со своите обврски. А вие, ако ви се допаѓаат вашите видеа, слободно направете subscribe, споделете некој од нашите видеа, кажете на пријателите да направат исто така нешто слично. Поддржете на било кој начин, а ние ќе ви возвратиме со убава содржина секогаш кога ќе можеме. Имајте си пријатен, работен петочен ден, каде и да сте. Поздрав Делчевчани и останати наши гледачи.